Младите масовно ја напуштаат Македонија. Не сакаат да живеат во земја во која нема перспектива, систем, добра работа, во која немаат иднина. Не сакаат да бидат дел од иднина, каква што Драган Павловиќ Латас и Мицковски ја кројат за нив. Латас, човекот кој со децении работи за странски служби, денеска слободно ја води највалканата пропаганда во земјата. Неговото семејство е со обезбедена европска иднина, бугарски пасоши, додека на младите им продава дека Македонија треба да биде слепо црево на Балканот и Европа. Со парите на граѓаните, прво преку Груевски и Мијалков, а сега директно преку Мицковски, Латас се богати. Имот, пари. Во исто време, Мицковски на суд ги ослободува Латас и Груевски, им враќа имот стекнат со криминал и ја штити целата своја криминална организација ВМРО ОКГ. Ова е Македонија што ја нудат Мицковски и Латас, додека Латас ужива во парите на граѓаните, а Мицковски носи часовници од по 65.000 евра, обичните граѓани крпат крај со крај. Работниците не добиваат зголемување на минималната плата, земјоделците тонат во проблеми, а граѓаните се трујат со вода, затоа што институциите не ја вршат својата работа. Се е сведено на тендери. Деновите поминуваат од тендер до тендер, а задолжувањата паѓаат на грбот на идните генерации. Во Македонија на Мицковски и Латас, само тесниот круг на елита, дел од ВМРО, некои независни новинари и по некоја Ивона живеат како холивудски звезди. Сите останати или сонуваат за подобар живот, или го бараат во странство. Младите не сакаат да живеат во Латасова Македонија. Не сакаат да живеат во земја каде криминалците и медиумските манипулатори се заштитени, а обичниот граѓанин е оставен на себе. Но оваа Македонија не е нивна. Народот ќе победи. Власта ќе се врати во рацете на граѓаните, ќе победи вистината и правдата.